Екипите на јавното претпријатие Чистота и зеленило денеска ја расчистуваа дивата депонија на мостот и покрај реката Којнарка, пред спомен Костурница и долж улицата 202. Надлежните апелираа до граѓаните да се воздржат од фрлање на смет во реката, а кабастиот отпад да го одложат во садовите што ќе бидат поставени во среда неделава на таа локација. Ке се поставува и заштитна ограда на двете страни од реката, а ќе бидат поднесени и соодветни пријави до комуналната инспекција. Кои диви депонии ќе се расчистуваат во наредниот период, подетално од изјавата на директорот на комуналното претпријатие Сашо Томиќ. Интензивно се работи од рани утрински часови, покушаваме да дојдеме до самата река. Сликата што ја гледаме овде сите заедно со вас, драги новинари, е благоречено ужасна. Апелирам до сите граѓани да се воздржат од фрлање на смет во река, речно корито, се со цел да заштитиме животната и човекова средина. Ние работиме интензивно, ќе ставиме заштитна ограда од двете страни на реката, се со цел да не дојде до несакано фрлање во истата. Во ток на оваа недела ќе поставиме две корпи од 5,5 метри кубни. Сите граѓани што имаат потреба од депонирање на каваст отпад, истиот да го депонираат во корпите. Значи работиме интензивно. Сликата е многу лоша, како што реков. Во наредниот период исто така сакам да ја запознам кумановската јавност дека ќе вршиме озеленување на сите расположиви простори. Следниот петок или сабота ќе вршиме, почнуваме со уредување на паркот во општа болница Куманова. После тоа интензивно работиме на градскиот кеј, парковите, Соколанскиот, Долниот парк, кружните токови. Се надевам дека граѓаните во наредниот период позитивно ќе бидат изненадени. Работиме на пролетен расад, сега ќе садиме овој период интензивно. Ќе се трудиме сликата во тој дел да ја смениме, перцепцијата кај граѓаните исто така ни е многу битно да ја смениме и се надевам дека тоа ќе биде на обостранно задоволство. Јавно претпријатие не е задолжено за чистење на речно корито, значи ние немаме ресурси, немаме опрема за такво нешто. Имаме информација од АД Водостопанство дека они ќе пробат тоа речно корито да го прошират, да го исчистат, да го средат. Ние во нашиот делокруг на работа, колку можеме со наши ресурси што ги имаме, ќе работиме на подобрување на таа слика за комунална хигиена во градот. Сликата повторно доаѓа до неконтролирано фрлање на смет, на отпад, на исти локации. Сега не е во толку алармантна количина, не е толку како што беше претходно пред да ги исчистивме тие диви депонии, меѓутоа повторно апелирам до граѓаните да се воздржат до фрлање. Имаме многу диви депонии во градот. Во овој период ќе допрема до секој од нив. Сега најалармантно мислам дека горе кај пругата 6 април Анџа Ранковиќ. Таму имам огромна депонија. Сигурно дека во наредниот период таа иста ќе ја чистиме и ќе допрема до сите други мини депонии што се наоѓаат во градот. До инспекцијата сигурно ќе поднесеме некои пријави. Сега они колку ќе постапат во склад со тие пријави, што ќе направат, не би можело ништо конкретно во овој момент да ви кажам.